Извесен период сите 4 станици за технички преглед во Штип се оставени без представници на Министерството за внатрешни работи. Граѓаните кои ги регистрираат своите возила се упатени потребните работи во постапката за регистрација да ја завршат во секторот за внатрешни работи во Штип, каде за ова е наменет само еден шалтер. За граѓаните ова значи губење време, но и опасност од дополнителни трошоци, доколку не ја завршат целата постапка за регистрација во еден ден. Клиентите реагираат и со право реагираат затоа што една проста работа, која што е регистрација на возило, која што треба да трае 20 на минути или пола сат, се одоговлекува со денови. Затоа што сега у полицијата еден само шалтерски работник има таму, има 15 клиенти на сигурно. Лицата од Министерството за внатрешни работи која вршат оваа работа во станиците за технички преглед треба да имаат соодветна лиценца за оваа дејност, така што назначувањето на нови вршители на оваа должност не може да се изврши бргу. Од друга страна, собствениците на возила се незадоволни бидејќи услугата од лицата од Министерството за внатрешни работи која вршат оваа работа во станиците за технички преглед треба да имаат соодветна лиценца за оваа дејност, така што назначувањето на нови вршители на оваа должност не може да се изврши бргу. Од друга страна, собствениците на возила се незадоволни бидејќи услугата од МВР која ја добиваа во станиците за технички преглед сега се врши само во секторот за внатрешни работи Штип и за истата се чека долго бидејќи она што до пред еден месец го работеа тројца референти сега е оставено само на едно лице. Дали и кога ќе се надмине ваквата состојба, одговор побаравме од Министерството за внатрешни работи, од каде испратија писмено известување. Ве известуваме дека Министерството за внатрешни работи превзема активности за надминување на објективните причини заради кои не се распоредени работници во правните лица овластени за вршење на технички преглед. По создавање на услови, соработката со правните лица ќе биде продолжена на ист начин како и претходно, стои во известувањето на Министерството за внатрешни работи.